Почитувани граѓани и почитувани новинари. Опозицијата во собранието продолжува со неодговорно, несериозно однесување на штета на граѓаните и институциите. Мицкоски и ВМРО-ДПМН не сакаат функционално собрание и продолжуваат со својата деструктивност да работат директно на штета на граѓаните. Во четвртокот, на 26 минатиот месец, кога помина времето за изолација на пратеници позитивни на коронавирусот, одржавме седница без присуство на опозицијата. Седница која ја бойкотираше опозицијата со жална надеж дека нема да обезбедиме кворум. На таа седница изгласавме потреба од носење на важни закони. Важни за граѓаните, затоа што се поврзани директно со економските мерки за справување од корона кризата. Еден од нив е законот за ваучерите од 6.000 денари за пензионерите, корисниците на право на социјална помош, самохрани родители, деца без родители, уметници, филмски работници и така натака. Друг закон е законот за финансиска поддршка за намалување на ковид последиците врз производството, откупот на грозје и винската индустрија, со други зборови, директна помош на лозарите. Кога не им успеа бојкотот на седницата, сега ги бојкотираат комисиите. Уште не се закажани комисии, предводени од пратеници на опозицијата, за овие закони да продолжат во натамошна фаза. Можеби нив 6.000 денари не им знача ништо, но во овие тешки времења на граѓаните, посебно на оваа категорија на граѓани, им значат многу. Тоа е срамно и неодговорно однесување. Тоа е вистинското лице на ВМРО-ДПМН. Секогаш става сопки и действува на штета на државата и институциите. Затоа е и обидот да се спречи донесување на измените на деловникот со голем број нелогични амандмани. Тоа ја покажува желбата на ВМРО-ДПМН за намерно блокирање на работата на собранието во време на пандемија од коронавирусот. Во време на сериозни предизвици на граѓаните им се потребни институции со целосен капацитет. На граѓаните, на државата, потребно и собрание кое ќе биде во можност да ги извршува сите своји функции. Деструктивноста, антидржавното и антинародното однесување на ВМРО-ДПМН може да ја забави, но нема да ја спречи функционалноста на институциите. Со или без ВМРО-ДПМН, граѓаните ќе добијат функционално собрание посветено на реформите важни и за граѓаните и за државата. Благодарам, повелете прашање.